Македонија и незината дипломатија треба да влечат паметни потези и да заземат позиција која нема да значи прекршување на меѓународното право и документите на Обединетите нации. Поранешниот амбасадор Јован Донев апелира за предпазливост на нашата држава во контекст на последните случувања на релација Иран-САД. Таа принципелна позиција, знаете, многу лесно може да ја образложите и да ја одбраните. Секако навлегување во посериозни, да речем, истапување од таа позиција, повикување се на принципите на владењето на правилата кои што ги применуваат големите сили е многу тешко. Многу е тешко и многу е ризично за мали држави. Председателот Трамп за време на неговиот 4 годишен веќе мандат јасно стави дека ќе биде сериозен приврзаник на реал политик. Интересите на Соединетите Американски држави му се на преден план. Советникот за надворешна политика на премиерот и кандидат за амбасадор на Македонија во НАТО Дане Талески пак вели дека на иранскиот напад врз 2 бази во Ирак со американски војници нашата земја гледа со доза на загриженост. Посочува дека нападот веројатно повлекува вклучување на членот 5 од повелбата на Северноатлантската алијанса, според која ако една незина земја членка е нападнати се сите. Од друга страна, Донев потенцира дека светот одамна не е биполарен и дека македонските граѓани треба да ги знаат сите аспекти кои со себе ги носи членството во НАТО, кои се придобивките, но и колку тоа ќе чини. Предупредува дека погрешната проценка за тоа дали и на која страна треба да застане државниот врв може да го доведе во ситуација на одбрана на туѓи за сметка на сопствени интереси. Мора да ја смениме таа диоптрија на гледање на меѓународните односи, посебно на државниот врв на Република Македонија, дека немаме веќе студена војна, дека немаме непријатели. Членството во НАТО не е само придобивки. Значи, граѓаните Република Македонија треба да се изјаснат дали прифаќаат да учествуваат во такви судири, кај што ќе биде нападната членка на НАТО, дали граѓаните на Македонија ќе бидат спремни да се жртвуваат за тие судири, така. Алфа побара и доби реакција и од иранската амбасада во Скопје. Во неа се вели дека присуството на голем број луѓе на погребот на убиениот генерал Сулејмани е показател за силната поддршка која тоа е имал кај народот. Од амбасадата сметаат дека нападот на американските војни бази во Ирак бил во насока на борбата против светскиот експанзионизам и според повелбата на Обединетите нации, истовремено почитувајќи го суверенитетот на Ирак. По ова и Трамп, како што се наведува во реакцијата, бил принуден да изјави дека САД се подготвени за мир.